Почитувани дами и господа, другарки и другари, сестри и браќа, почитувани слушатели и гледачи на Радио Лидер, денешната емисија Еспресо со Златев и Буцевски има работен наслов Разбуди се ако можеш, затоа што нас денешен гостин е Драган Милосављевиќ. Драган, како се утрата вака? Добро утро. Ти кажам заспи ако можеш. Кажам искрено, Буцевски, јас станувам, ова е некоја тајна, прилично доста и ова, како ќе го видам утрото, до 7:15, 7:20, па ми е као друг свет мора. Знаеш ли дека златниот час е од 5 до 6 часот наутро? Да, не сум. Да. Тоа е моментот кога буквално телото е во полнела, најразбудено. Меѓу 5 и 6. Да, и велат дека тие што тогаш се будни се во врв на своите интелектуални, физички, психички, емотивни можности и капацитети, токму Искрено не сум го знаел тоа, меѓутоа да. многу го сакам утрото во принцип, меѓутоа работата што ја водам, што ја работам, едноставно ме принудува да останувам до досна и потоа спиам. И како ти кажам, чувството е убаво во секој случај. Види, благодарение на оваа емисија почна еден тренд на утрински политички емисии. И морам да кажам дека многу ме радува што ја научивме македонската политичка интелектуална класа да се буди како нормалниот народ. Ја учиме. Не сме стигнати уште до таму, ама полека почна тоа. Па види, оваа емисија е во секој случај толку специфична и интересна. Луѓе им често пати ми велат, знаеш како ќе станам од сабајле за работа или било што ќе ги пуштам и ги слушам Буцевски и Златев, има што се чуе. Тоа е тоа. Јасно. Па не види, во Америка терминот за политичка емисија од 6 до 9 сабајле, од 6 до 9 навечер, 2-3 минути. Добро, ние сме. Ке дојде ли ние таму? Ке дојде. Значи, точно. Драгче, ајде прво да одиме една жестока седмица на Заспи ако можеш, или 2 седмици ако можем да ги кажем. Да. Го фативте извештајот на ЕУ, па го фативте потоа извештајот во најава од анкетната комисија за онкологија. Ај со тоа ќе отвориме, очекуваш дека конечно ќе има една анкетна комисија со резултат во историјата на Република Македонија? Мириса на резултат? Би сакал да биде така, дали ќе се оствари, ќе видиме. Рашела Мизрахи, пратеничката што ја води анкетната комисија, познавам подолго време, наистина хиперактивна, хиперквалитетна дама која што кога ќе се фати за нешто, таа навистина го сработува, не остава ништо да и се провлече низ прстите. Истина една перфекционист, жена која што сработува. И како што знам и другите луѓе во комисијата имаат елани желба, без разлика од која страна се на политичкиот спектар. Меѓутоа, ние сме навикнати по на Черчиловото. Да, до сега на Черчил, да. Ако не сакаш да се сработи. Ако не сакаш нешто да се сработи, направи комисија за тоа и вака од разговорите што ги имав со нези во емисијата и приватно, толку многу документи, толку многу работи да се сложат. Например, една информација, не знам дали е слушна, што мене ме запрепасти, кога добиле таа архивска граѓа, огромни материјали, ги добивале не по ред. Значи не по редослед, него буквално им ги давале нафрлани. Може да ме се шти една ситуација кај што илјадници страни се нафрлат и ти сега не знаеш што е од 16.5, што е од 19.8. Не, да, како не можам. Што е од 2019, што е, не знам. Значи, он 9 дена им требало знаеш дека само да го склопат. Јас сум изворно политолог, така што знам што е која необработен архивски материјал има, што е кошмар. Постои сомневање, така да речем, дека е намерно направено така. И други, верувам, не доаѓале, например, луѓе, повеќето дошле од поканетите пред комисијата, повеќето дошле, меѓу оние што не дошле, обяснувањето им било прилично тенко. Зошто не доаѓаат? Морам да ти кажам дека имав и една, јас и ти мислам дека сме горе-долу иста генерација, малце си помлад. Малце сум помлад јас. Меѓутоа за разлика од Горан Мамировски кој што е стар као пекало. Да. Добро, он е пред пензија, знаеш, мораме да внимаваме на него. Нека постар господин се што да правиме, да, знаеш. Постар господин, да, си има да.
Токму затоа со него секогаш кога планираме внимаваме да е во некое место кај што има добра болница и така натаму, но ако веќе да. Јас извинувам да. Добро забавле човек. Да, тргнавме добро. Меѓутоа, генерацијски, знаеш, онака се соди со два лика од мојата генерација кои што имаа јавни функции. И видовме еден вистински, знаеш, бюрократ за гордост. Веднаш да го пратиш во Европска комисија, не знам дали следеше кога пред комисијата настапи поранешната директорка на Фондот за здравство Маја Парнарџиева. Значи од секој аспект и професионален, и законски, финансиски, човечки, политички, тоа беше фуриозен настап едноставно, како што доликува на еден човек кој што цел живот вложувал во тоа. Од друга страна, повторно од моја генерација имавме еден човек кој што залутал во политиката. За жал. Не му требаше таа епизода, Венко Филипче, кој што од еден невиден доктор. Од еден невиден чатал, види, како министер за здравство, она беше јадно да се гледа. Не му требаше таа работа, искрено да бидам, значи мислам дека во професијата никој за него нема збор кажен лош. Меѓутоа имавме еден целосен распад негов пред комисијата и уште неколкумина други кои што се појави од актуелната власт, тоа беше страшно да се гледа. Не знам твојот впечаток. Колку можеш да... Јас прво ке се согласам за Филипче целосно со тебе. Мислам дека него екскурзијата во политиката тотално беше. И скапо го чиниш. Човек кој што е способен доктор, кој што важи за ценет хирург, да. Вистина немаше потреба да се вклучи во целата приказна, особено што беше наметната приказна за неговото суперхерество едно време. Да, се сеќаш да беше нашиот, нели, исцелител, спасител. Да. Слушај го Венко. Малку премногу изнаселена беше тоа. Аплаудирање на тераси и слични глупости. За да дојдеме до ситуација во која што Венко не можеме да речеме уште официјално осомничен, меѓутоа навистина се покажат работи кои што него го доведуваат во врска со како да го изразам тоа, сомневање дека нешто свесно не знае, леве, да кажеме во случајот онкологија, да. Значи, министер кој што не знае што се случува во неговото министерство. Не ќе моки, не иде тоа така. И не знам, искрено, проблемот со ова, јас тоа и го реков и на Рашела Мизрахи во емисија. Оваа комисија има задача да провери политичка одговорност. Значи не кривична. Да, политичка. Меѓутоа проблемот е што јас ја прашав Мизрахи, што поќе водите? Венко Филипче е надвор од политиката. Веќе неколку години. Добро, ама која политичка се појавува на трибини на добро, и што ќе му речат? Веќе нема се појавуваш на трибини? Знаеш, нема што во принцип. Да. И во ред, нека си го сработи своето оваа комисија, нека покажат што се случувало, а веќе покажува дека има многу сериозни основи за тежок криминал тамо, криминал кој што ги чинал животи можеби луѓе. Точно. Меѓутоа јас прашувам што е со она што го прави јавното обвинителство. Што прави? Ја го гледав настапот на главниот јавен обвинител Љубомир Миројски пред комисијата. Тоа беше едно арогантно однесување, едно што сте ме викнале вие мене отприлика, држање лекции тамо пред комисијата, пафтање со некакви ливчиња, ми се мешате во работата отприлика, сето тоа звучеше. А на прашањето до кај сте вие не може да кажеме. И јас се плашам дека тамо ќе запре работата. Сигурен сум дека анкетната комисија во Собранието ќе се заврши својата работа. И се заклучоците ќе видиме што ќе биде. Но ќе заврши својата работа. Не, ќе заврши својата работа. Кај обвинителството нема ништо сега за не, ја друго мислам. Значи, пази, ако ваква работа Боцевски пројде, се ќе пројде во оваа држава. Друго ќе ти кажам. Значи, прво она што ме фрапираше е фактот дека комисијата нема право на како се вика тоа, го викаме, нели американците го викаат САПОЕНА, на македонски ќе дое веројатно стражорно приведување. Да, нема тоа ништо. И треба да го има. Треба да го има, нема тоа ништо. Собранието е центар на суверенитетот. Они ги бираат сите
критични органи, меѓу другото они го бираат обвинителот, така ли? Така што над него се. А тие се обвинителот над има него, право, така. а тој им вели на нив Да, не да, можете условно ништо, кажано, да, добро. не можете Да. ништо, Не, затоа но што сакам да ти објективно кажам- мене ме штити друга инстанца. Значи, легендарни комисии имаме што ги памтиме, што се влезени во историјата на светот, например Вотергейт комисијата, до што доведе оставка на американски председател прв пат во историјата. Така е. Потоа оној комитетот на сенаторот Чърч, кој што ги изнесе тајните на CIA, на FBI и така натаму, што доведе до реформи темелни на американското разузнавање. Значи зборам само некои од овие познативе комисии. Не толку познати се за нас, меѓутоа во Америка има и други комисии кои се занимавале со дури ситници као квалитет на месо, кобасици и така натаму, меѓутоа од тоа на крај излегла законодавна активност, промени и така натаму. Значи проблемот е кај нас до сега тој инструмент не е проработен. Истина е. Кога една комисија ќе се направи таму пред Конгресот или пред Сенатот, Да, мора да има резултат. мора да има и ги гледаш луѓето, не е тоа само на филм. Дека таму се тресат, гледаш, да. се тресат кога како нема да се затоа тресат? што таму одговорноста ќе биде пекун. Заврши кариера, ќе завршиш у затвор. Да. Кај нас не сум сигурен дека постои свест за оваа работа. Знаеш, го сваќа тоа, потом река се појавам таму пред комисија, ќе кажам што ќе кажам и што? И никому ништо. Затоа што немаат можност од оваа комисија што велиш ти да запретат со казна реално. Да. А човечкиот мозок во принцип функционира, за жал не сме еволюирале повеќе од во последниве неколку илјади години и така. Кога направиш грешка се обидуваш да ја скриеш Или да избегаш. или да избегаш. Тоа е тоа. Не повикувањето на морал не дава резултат. Не се американски будели. Да, ма затоа е комисијата. А пази, ова сме го збориле често со Липчо, знаеш дека има една земја па што е обседната со такви комисии. Израел, еве сега на пример, после војнава ќе видиш, ќе има истрага и во разузнавањето, и во војската, и во собранието, па на крај заклучат се едно друго. Па мора да има. Видиш што се случува, луѓето. Мора да има. Државата им е во војна веќе месец и пол, 40 и некој ден. Имаат повеќе загинати од колку што имале во последниве, не знам, 70 години веројатно. Да. Кога зборувам во еден конфликт по друг. И цивили. Да. Цивили, овие, како ги викаат, цетлерси, доселеници, најголем број се доселеници во принцип од овие. Доселеници, така. И дефинитивно, мислам дека Натањако ќе ја плати најголемата цена, тоа е Нема веќе збор. јасно како ден. Ке видиме само дали ќе застане на политички во неговиот случај, мора да иде И повеќе, не е битно, меѓутоа ќе има на крај нели сигурно. истрага и парламентарна. И кај нас, еве овој инструмент анкетна комисија, еве го гледаме, колку анкетни комисии помина, ништо не се случи. Тоа е проблемот никога. Значи, најбитно ми е, сакам да ги видам заклучоците. Па ќе бидат за колку, за мислам дека 2 месеци Да. е И од тука ќе се отвори потоа целата приказна. тајмингот. Значи, кои треба да бидат законски измени, кои треба на подзаконски акти, што треба да се превземе и ќе се посочи кој погрешно. На крајот на кризата, Оно што мене ми е страшно во целата работа. Овде не погрешил еден човек. Една фирма овде. Целиот а кажи систем ми, отиде закажал. Тодоров или не отиде пред комисијата? Мислам дека отиде. Не ме фака се звона, мислам дека отиде. Зашо види, он ја има отворена дупката, со тоа што ова е дивоградба. Дивоградба Целиот е, систем закажал. Дивоград, точно. Тоа е проблемот. Не постои сегмент каде што не се случило погрешно функционирање. Тоа е неверојатно. Потпишувале кај што не смее да се и види, потпише, и давале точно. кај што не смее, не давале кај значи што една најблагородна мисија. Значи, Спасување човечки животи. и тоа наместо да даваме тешко пари болни по луѓе, светов, да. така, и наместо да ги акаме луѓе тешко болни по светов, да можеме тоа да го правиме во земјава. Не само тоа, слушам дека некои луди работи се случувале од типот дека терапија било возможен, на терапија чекале луѓе во полни животоспособни капацитети, семејства со едно со друго, додека пак веднаш добивале терапија луѓе над 85 години. Што види малку е чудно е, викаш овдека веднаш гледаш корупција вака блешти свети како Лас Вегас, така Во ли? многу аспекти. Страшно. Меѓутоа, она што мене ме нервираше е како никој во целиот тој
иерархиски систем да не нашол за сходно да изреагира сам по себе, за оно што збиваме, за оној морален момент што не постоел. Сите биле или јас не знам што се случува, Да, мислам, или било така. добро сега, јас бев тука, еве, потпишав, еве, не знам ја. Знаеш, секаде. Ама зошто не стигнувале лекови на време, ја не знам. Па ти си задолжен за тоа, и не знам. Системов зашто не функционирал. Зашто не функционира? Па ја, ние потпишавме. Знаеш, целиот систем да закаже. Веројатно е во прашање и страф. Очигледно, многу моќни луѓе се тие кои што Да, па многу големи поправиле пари сето се тоа, многу моќни. Меѓутоа никој па да не најде храброст. Зборуваме многу често за храброст, за личната храброст на секој поединец. Тоа е многу важно за мене. Знаеш, ние понекогаш се чувствувам како будала, искрено е. Бајде смеам да го кажам ова наутро вака. Навечер си дозволуваме понекогаш и такви изрази. Значи, ние сме очигледно Дон Кихоти, будали, луѓе кои што излегуваат јавно, изборуваат нешто. И луѓето потоа не тапшаат по рамо и ни викаат, браво, цареви, најдобри сте. Секоја чест, јас многу сакам тоа и го почитувам тоа што луѓето ме прифаќаат. Меѓутоа овдека не се работи за тоа. Имаш стотици, илјадници луѓе, и ова сум кажал, кој неколку пати пак ќе го кажам, кои што имаат мака, имаат проблем, кои што можат да реагираат, дали како жртви, дали како надредени што не сакаат да прават недозволени работи, дали како сведоци, и добиваш од нив информации во кои што велат, ама јас да останам анонимен, ама јас да останам анонимен. И тоа е врвот, тоа е најголемиот успех, да останам анонимен. А повеќето воопшто мене не ме интересира. Обяснувањето е мене не ме интересира политика. Ова не е политика, ова е нашиот живот. Ма не можете ни... Ова не е политика, ова е нашиот живот. И навистина, јас ни фали основна човечка храброст во оваа држава. Знаеш, Тој страфот од Господ горе што седи, не мислам на вистинскиот Бог, туку на Богот кој што се наоѓа на функција и на неговите испостави, експозитури е толку страшен, што јас мислам дека ние ментално се уште живееме во некоја автократија. Дали е демократија во сега, тоа е друго прашање. Меѓутоа, ментално живееме во автократија. Затворени умот. Затворен ум, апсолутно, и ние, како ти кажам, колку што ќе дозволи Господарот, толку ќе дишеме. Па нема да може, бе, едноставно. Мислам, нема да може, бе, ќе се најдат луѓе што кечат, нема да може. Но мора сето тоа да излезе повеќе. Па не е повик за револуција, ова е повик за ментална револуција. Да излеземе надвор, да речеме луѓе, што правиме ние? Да се буниме за се. Ќе се караме, ќе протестираме, па што друго да правиме? Точно тоа. Не правиме паралели што прават грците секогаш кога ќе имаат потреба, или не знам, или србите. Какви протести излагаат за се и што не правиме муабет по Франција, легендарните приказни како у Франција кога ќе поскапи бензинот за 0,1 цент. Ама добро, види, швеѓаните, например, и холандјаните не протестираат толку многу, меѓутоа 90% излагаат на избори. И сега кога, знаеш, овие нашиве глупави муабети, знаеш, онака академик, никого не го интересира политика, како би не. Ако 90% излегуваат на избори, ги интересира. Медитеранските народи излагаат на протести, главно. Точно. Овие северњаците не излагаат на протести, меѓутоа точно знаеш кога една влада ќе почне да прави нешто што не им се допаѓа, тие баш така тие не излагаат на протести, меѓутоа на првите избори добиваш ти протестна нота, знаеш каква. Ајде надвор, скроз друга влада, па што сака нека би. И сега добро, тамо културата на живење е поинаква. Не, ама не е точно дека не се зборува за политика. Знаеш, во моментот поинформирани се како ние овде. Не само тоа, во моментот кога ќе се сакаме да веруваме урбани легенди, ние тоа глупости се тоа, види. Во моментот кога ќе некој од нашиот кој ќе таму кој навистина ќе се интегрира во тоа општество и кој прифатат. Гледа дека и тоа како се зборува за. Значи, затоа што им е важно, затоа што само живник живее сам. Луѓе живеат во заедница, шум живеат во заедница, мора да ги интересира политика, како ти кажам. Еве зошто ги интересира политика, на пример. Во Словенија, не знам дали слушна, имало еден невиден скандал за уролог, преглед се чекало во Словенија 2 години. Починале луѓе затоа што не стигнале на уролог да отидат. И се нормално цела Словенија се дигнала на луѓе, дај почекајте, немаат сите пари да отидат на приватен доктор. Јасно. Ник словенците немаат сите. Никој нема, немаат пари. И токму затоа постои јавно здравство. Значи види, Маргарет Тачер све исприватизира, што не пипна за здравството. Значи има зошто тоа словенците се
знаеш како сериозна држава сега гледам има некој проект тама повикуваат на вработување. Словенија има проблем со работа. Има како кадар, нема? да. Има. Начинот на кој што повикуваат луѓе, знаеш, како се тоа организирано, доаѓаат тие нивни директори. Ви кажуваат, ќе ви помогнеме да ги изберете најдобрите работодавци. Знаеш, државата седнала, доаѓа во друга држава, во случајот во Македонија, ќе ви помогнеме на луѓето што сакате да работите, ќе добиете плата се, да ги добиете најдоверливите работодавци. Тука гледаш една сериозност. Една државна организација Точно. која што не се зафркава. Меѓутоа еден обид за селекција на тоа кој доаѓа. Ама зошто да не? Да. Сега немој да бараме ние Да можеме и ние ќе бираме словенци во Македонија да работат на металци, така ли? Со задоволство. Така што и Види, претпоставам земи го дека нашиот пример, ние ќе примаме од Бангладеш, Да. барем така излезе некоја информација. Бангладеш, Шри-Ланка и Непал. Да. Од Бангладеш, секоја чест за луѓето од Бангладеш, Сигурно немам се ништо прекрасни против луѓе, од да, Непал, меѓутоа луѓе без проверени идентитети, без проверени информации дали тие се членови на организации кои што се можеби терористички и така натаму. Како да ти кажам, луѓе од друга култура, целосно друга култура, и Бангладеш, тешко е дека имаме било какво ткиво што би не Имаме поврзувало. индоевропски јазик, спорувате тие. Да, Бангла индоевропски јазик, нема веројатно, добро. Може би го знаеш тоа подобро од мене, меѓутоа факт е дека ние сме наистина најдосрата некад. цивилизацијски веројатно многу се разликуваме. Сигурно И ги дека добиеме тие луѓе тука, немам ништо против, нека си работат и се, меѓутоа без базична проверка. Да се види дали меѓу нив можеби има човек кој што е подготвен да направи гадости. Каде е тоа? Точно. Па сега словенецот ќе бирал, па ќе бира, па јас би бирал. Па ние да можеме да кажам, па да, кој не сака да му додат добри, квалитетни, подготвени кадри. Иако во нашиот случај мене ми ова И види. сулудо дека ние ќе примаме од странство, мене уште не ми влегува во главата дека ние Не, ќе ама примаме странци да работат. Треба полека да се но навикнува. не ми влегува се уште во глава. Како тоа ние ќе примаме? Ние се уште имаме голем број невработени или можеби сите отидоа во Германија, па сега Не, факт е тоа дека не имаме голем број невработени, не се сите толку подложни на прифаќање ризик да се преселат и така натаму, така што голем залак е тоа, се да, согласувам. тоа не е едноставно, значи идеш од дома. Но го И прават пази, тоа, да, луѓе. го прават, да. Прават. Се откорнуваш од дома, одиш во некоја непознаница. Ботовски, ти си живеел во странство многу години, тоа не е како иселеник, туку Не, како човек со образование или како амбасадор. Морам да признам тоа дека Како амбасадор, различно е моето сигурен сум искуство, дека да. 4 години, колку си поминал во Бразил, со сите убавини што ги нуди таа земја, со погодностите што ги имаш како амбасадор, сигурно застанал се рекол, чекај, што правам јас овде, знаеш, Па сепак. не само тоа, и образование кое завршував во Америка, например, без разлика и прекрасна стипендија и се, ама пак, Да. А камоли кога ќе трнеш Да. ти со со торбата, со да. торбата на рамо и одиш некаде кај што те примаат и ти викаат, добро, момче, сега ти седни овде и почни да не идеш. само тоа, и ако утнеш еден месец, нема ништо на маса, така за нема јадење, леп. нема леп, нема кров на глава, тоа не е едноставно. И тоа ако ќе почне да станува масовна појава во една држава, не ни одат работите, добро, да не се лаже. Но добро, значи комисијата еве ќе ја следиме, понатаму мислам дека дај Боже, еве ги чекаме заклучоците. Ќе бидат? Да. Комисијата има 2 месеци работа, поминаа до сега месеци колку десетина дена, не сум сигурен. И ќе излезат заклучоците, како што јас кажав, верувам дека Рашела Мизрахи и целата таа екипа со неа Да. си го завршат своето, а понатаму. Само една внатрешна работа, претпоставам дека стигне до тебе. Има проблем комисијата затоа што ово за мене е страшно. Председателот на собрание, еве да го повикаме од тука, Талат Джафери, треба да има возможни на комисијата и услови да работат, во смисол не може членовите на комисијата и председателката на комисијата да седне да го пишува извештајот. Собраниските служби мора да им се стават целосно на располагање. Таму има сериозни служби кои што може да им излезат во пресред. Значи не може комисијата да биде формирана и да биде оставена на ветрометина. Тука Талат потврла, мора да кажем искрено. Согласувам. Да. Тука затворен Да, цитат, согласен. затворен, добро. Инаку, Драгче, еве да го пофалиме премиерот, вчера го видовме расположен во Белград. Дајте вина, хочу још. Да чулом, да кажеш. Хочу лом, дајте така. цигане за стол. Види, мене не ми сме тако, и жив човек и тој. И сега на крајот на кришта фактот дека тука и Вучич и Милатовиќ, мене па ми дава една, види, значи 3 земји без проблеми, опуштени фини, тоа е убава порака.
Мене не ми сметаше, знаеш, онако. Јас го видов прилично доцна видеото кога се вратив дома од емисија и сега утринава пред да дојдам исто го погледнав на кратко. Било весело. Вучич е збунет. Вучич гледа малку зачудено као. Знаеш, Вучич постојано има фаца дали ова политички ми е корисно, не ме Да. некои интеграли гравенки у глава. Тоа е политички. А Милатович беше монстр. онакав, да, исто. Меѓутоа сега Исто расположен, како да. човек се согласувам. Па човек во кафана тоа прави, пее. Па. Сега се време будели, пее, пие, Да. се весели. Ами пораката е убава, бе, тројца Во ред. председател и Меѓутоа- 25 премиер. Луѓето ги гледаат низ поинаква призма работите. Каква? Ти се веселиш после што? После кој успех, после кој квалитет Сакаш да што кажеш, си го таа е донел таа во димензијата државата. која што Па е. кај луѓето тоа мислам дека ќе влие. Знаеш, никој не му пречи Да, што ќе човечка покажеш. веселба. Да. Никој не му пречи задоволство. Меѓутоа имаш одговорност како прв човек во државата, а државата ти е, еве нема да речам се распаѓа, меѓутоа на климави нозе стои и ти се веселиш тамо во јавност, со председатели на други држави. Прашањето е што точно ти славиш? Што славиш? Аби добро, Тоа што- види, ова што ти кажам, ако сака се покаже на дипломатска црта, бе, нема проблем меѓу трите земји, соработуваме. Па тоа го знаеме и без пење на Абе, песни во добро, кафена. Ја, добро, Значи, се согласувам со тебе. Да. Човечката димензија ми е целосно разбирлива. точно. Но од политички аспект, што тоа ти... Да. Во овој момент Македонија, ако ги одземе Не, согласен со спортските тебе. и културните херои што ги имаме, немаме со што да се радуваме и со што да се пофалиме. Мизерна е состојбата во државата. Сите, по сите, пав. Како ти кажам, а најголемата одговорност ја има. Премиерот, Премиерот знае сега ти што? кого е, да. Ја гледав и министерката за одбрана на некој перформанс исто. Не ми беше тоа јасно. Каде? Со некој момче стои, тој нешто во некоја, па ја не знам во дискотека ли е тоа, во клуб ли е некој, министерката стои мирно вака. Знаеш што ние што ги прават младите дечки кај нас, а човекот е од другата страна, исто свртен, А, свртен па и тоа со со она- грб, па она се врти. Која е пораката исто на тоа? Океј, еве повторно кажеме човечка Добре, димензија, помлада зашто жена да не? се, нека се- Меѓутоа, војската ни е во распад. Ние имаме најлошата НАТО Не бе армија така во НАТО сме Па ние имаме најлошата НАТО имиња армија, тоа е менувавме, тоа. устав газевме за да влази в легизма. Па читете ги податоците дека немаат чизми како што треба војниците наши. Слушай. И дека Абе одат, грењето го среди. па не, нашите војници одат во мисии за да земат нека пара. Значи што разговараме ни? Значи НАТО армија сите стандарди. Не дај Боже оваа НАТО армија да треба да се содри со него. Мислам нема со кого, бе, ја така мислам нема со кого, ама не дај Боже треба. Не знам. Мислам немаме што да се пофалиме. Јас многу сакам да Добро, те разбирам што ти е критиката, ама мислам дека види, ајде критиката да сочуваме по мене. Еве, од овдека еден од најгласните критичари на премиерот сум јас од многу аспекти. Она вчера како ти кажам, мислам дека убава порака, еве, двајца председатели, еден премиер на три пријателски земји, на крај на вински саем, нели, седнале во кафеона. Па добро, убаво. одлично. Да. Да. Дајте вина хоќу го. Сакаш да кажеш да не беше државата лом, ќе беше ова. Ќе беше дајте вина тогаш, да. Дајте вина, да. Согласен. Меѓутоа ломот е таму направен. Добро. Драгче, пред да идеме на паузава, ајде само да го подотвориме извештајот на ЕУ. Кај тебе имаш една цела серија. Има уште што се каже за извештај. Ајде, бе, вака твоја оценка една збирена. Затоа што ти најчесто си оној кој што ги води. Да. Си... Нема што да се да кажеме нешто дополнително на оно што веќе е јасно како ден. Добивме лош извештај. Многу лош. Некој вели најлошиот во историјата. Парламентарниот институт вели. Значи на Добивме 10 нули, 10 единици како сакаш. А обидот на вице-премиерот Мариќич да продава магла во прашање било дека не назадуваме, а тоа само по себе подразбира дека напредување може да го закачи на мачката на пашката. Не е така.
стоиме во место Европската унија ни кажа директно во очи колку што може да ни кажат, појма немате што правите. Тоа ја го кажа на владата која што себе се представува како најевропска на сите времиња, како најевропска во историјата и така натаму. Ништо не сте направили. Освен што се дерете на цел глас дека вие сте Европски фронт. Извини, ама и Хамас може да се дере дека е Демократски фронт. Да. Не проаѓа. Значи, не правам паралела се разбира меѓу нашата влада и Хамас, тама работа. Меѓутоа, поентата е таа. Не можеш да кажуваш дека си Европски фронт без да задоволиш ни еден европски постулат, еден европски принцип. Не можеш само на повторување на празни фрази да се држиш цело време. Тоа го гледаат во Европската унија, тоа го гледа народот овде. Јас сум веќе прилично убеден дека на изборите Европскиот фронт, кој што не е Европски фронт, добиживе страшен пораз. Пред се мислам на СДС. Тој можеби и ќе се излече. Не сум сигурен како ќе изигра опозицијата. Може ќе идат заедно. Блок. Да, меѓутоа мислам дека на СДС ќе им се деси тоа што и самите го знаат. А тоа е толку удар, толку страшен удар после кој што Пасок ќе им делува како добра опција. да. Ќе им делува како добра. Пасок се врати, не знам дали виде. Добра, колку години помина? Бога ми 10 години. Значи, и СДСМ, тој е моќна партија, тој е голема партија. Не, ама Порано види. или подоцна ќе се рехабилитира. Се случувало пати да не се врати. Вред, јас мислам дека ќе се рехабилитира. Меѓутоа, после ова сега, не знам дали ја гледаше она актерката што беше порано во Скопската организација на СДС, Софија Куновска. Да, ја гледам. Даде некаква изјава што беше многу интересна и индикативна, дека овие луѓе сега се наврват на само во некоја нормално СДСМ не би им било дозволено да лепат плакати. Да го кажуваш господја која што била внатре во тие. Ама не само тој впечатлив. кругови. Види. Што разговараме? Знаеш, често знаат да ги критикуваат уметниците кои влегуваат во политиката, меѓутоа силен впечаток остави како пратеник Софија. Да бидеме искрени. Ма не влегувам во тоа. Незината критика од внатре, ако можам така да кажам, Да. ја доживувам како здрава. Тоа е неопходно. Да, она е веројатно сега екскомуницирана таму, тоа веројатно не. Не само тоа, ја виде дебатата беа Јован Донев, Да, амбасадор, амбасадор. и Софија Куновска. И се вака гледа човек и вика, добро бе, значи, која луда партија у Македонија можело овие 20 луѓе едноставно да им дозволи да се отуѓи од нив, а да биле на врвни функции. Јован Донев беше шеф на градскиот организација или комитет или што ли имаат на СДСМ. А Софија Куновска беше пратеник. Си викаш, не само во Македонија, било каде во свет, значи партија се луѓето. Мрежата ја прават луѓето, идеја. Ти да ги оставиш оние индивидуи, не само да ги оставиш, да ги антагонизираш. Да. Така е. Страотно. Да. Тоа е одење по пат из кој нема поврат, како беше? Да. Пут без повратка. Трната е процесот кај нив во тој правец и мислам дека во овој момент е останата само една пука ароганција. Да, ама тоа Една ароганција која што е наследена од времето на ароганција, Бранко нахалност и така нахалност, да. Тоа најмногу не го сакам, jer ќе го мразам, не го сакам, затоа ме што иритира, сега да видиме. ароганцијата е генерално неприфатлива, но можам да ја сватам кога оди заедно со голем успех. А ароганција попуста само заради себе, заради ароганција, позади која што нема ништо. точно. Тоа е зошто? Ако тоа врснува на што? Например, знаеш, ароганција треба и да ти личи заради успех. Например, јас сум видел Така, еден човек, не го сакам да Да. го разбирам. еден човек кој што ретко покажуваше ароганција, меѓутоа само кога треба и му личеше, беше покојниот професор веќе Ѓорѓи Марјановиќ. Марјановиќ, например, беше прекрасен човек, вака. Меѓутоа кога Не некој сум го познавал лично. да, меѓутоа кога некој си го бараше, онака го добиваш и тоа Добро, меѓутоа после Ѓорѓи Марјановиќ стоја полиглот, книги, преводи, да. трудови Што објавуваше, се не? значи што се не, така. човек кој што во Југославија застанал да Да. се бори против она. Па оној го систем. прогонуваат тука и така ната све и свашта. Значи во неговиот случај можеш не да ја оправдаш, ама да ја сватиш. Да, твојата мисла само ја А доработила, ароганција знаеш. заради ароганција. Знаете ли вие кои сме ние? Кои сте вие? Е, Кој е баш твојот така. успех у твоето министерство?
Кој е твојот успех во твоето време? Нема ништо. Ама ја ќе ви кажам, јас сум најфраер. Каде е тоа? Ги плашиш луѓето? Не разбирам. Не само тоа, види, сите ние што сме во јавниот живот, политиката е јавен живот, ако ништо друго имаме зад себе нешто пошто може да не следате веќе вика што сме направиле, ако ништо друго бра да знам што мисли човекот, тебе, не знам, пишуваат колумни, излагаат на телевизија едно друго. Ти имаш сега една плејада на врвни раководители кои што не знаеме кои се. Еве, Епа како да знаеме кога ги издаде по ми каже вика случајен ми избор. кажува за Ковачевски, вика премиерот ти забележува, вика се знаете, зошто велиш ја не знам кој е тој човек. Не викам дека не го знам него како човек, ја не го знам како политичар. Точно како човек го познавам, меѓутоа како политичар ја до ден денес не знам кој е. Еве знаеш ти кој е Димитар Ковачевски, во што верува? Ја не знам еве. Дури и председателот, еве Стево Пендаровски, кој е Стево Пендаровски? И еве он па бил актив во медиуми едно друго, меѓутоа каде прекршува? Во кризен момент. точна, рационална и логичка мисли еднаш ќе нема видам. Нели? И конзистентност, еве, зашо? За конзистентност не разговараме. А единствената конзистентност е ние сме во право ќе победиме. Тоа не е да. Што сто? Да. Европски фронт. Да, не Европски забораваме фронт, Европски да. фронт. Не Да. проаѓа. И она и види, ако нешто ме нервира, она недоверба во Македонија, ние сме мали, вакви, неспособни како ме- да влеземе. Тоа е на овој на Како ме вади тоа така? на семејството Малески е тоа. Да, тоа е, да. Нас не бива да преживееме. Еве се гледав и професорката Мирјана Малевска имала напишано, не знам дали го видите тоа, вели Од тоа трнав. како беше онака тезата, ако сега не го промениме уставот, прашање времето кога ќе можеме. Добро, да. Кога сакаме, нели? Мислам, не го разберам аргументот на крајот на кричтата. Па нема аргументи, аргументите секогаш се едни и исти. И професорот не го препознав, ќе знаеш. бидеме уништени. Професорот Малевски не го препознам затоа што пази. Многу повеќе бе колку што знам он вреди он само првата лекција по меѓународни односи, мелијанскиот диалог, нели? Големите го прават тоа што можат, малите го прават тоа што мораат. А види, тоа Тукидид го има напишано пред 2000 години. Па 2000 години и повеќе. Теорија на меѓународни односи до кај стигна. Знам дека историчари тоа сте го работеле. Стигна до денеска валјда се развило нешто бе во таа теорија на меѓународни односи. Мислам дека недостатокот на лична храброст, и тоа не мислам на лична храброст само во на буквално смисла, туку и на лична интелектуална храброст. Одважност, нели? Да, не им дозволува, што е страшно на луѓе во доцни години, професори со големо дипломатско искуство, со големо животно искуство, недостатокот на лична интелектуална храброст буквално ги инхибира, и јас мислам дека они навистина веруваат во тоа. Не мислам дека ова е политичка Да, согласам со некаква порака. Те согласам. И Не, тоа е туку веруваат во тоа и тоа е страшно. Да, тоа е страшно. И тоа е диагнозата. Веруваат дека ние сме за никаде и дека треба слепо да се слуша се што доаѓа од некој центар. Но тој центар него ни бара тоа во суштина. Боже, сачува, зашто да го бара? Во суштина него ни бара. Второ, еве што викаш оваа некоја ароганција. Ничим извана, нели? Тоа мене ми е за презир. Тоа не можам И никогаш да последното го е сварам. нема содржина. Дајте без што верувате луѓе? Во овој момент идеолошки мислам дека се целосно. Да. Исчистени, дека немаат никаква позадина идеолошка и дека во овој момент за жал се е сведено на останување на голова. Дури види, знам дека понекогаш ти е чудно вака кога зборам меѓутоа и СДСМ на Бранко Црвенковски како ништо друго. Барем велеше ја го носам асно. Ја го носам тој македонски патриотизам од партизаните. Веќе како може да ги знаеш, поврзуваш онака. нив со тоа? Ама не, тие поплука на- Сакам да ти кажам, со сите утки што се случуваат тогаш, тие велеа разликата во мојот патриотизам, што јас го проповедам и тој на ВМРО, и едниот и другиот е македонски патриотизам, мојот е отворен, овој е затворен. Отприлика тоа беше. Меѓутоа он Ние сме вика сега партизаните, ние ви се комитите, да. Вика не, он вика ние сме и партизаните и комитите, да. Овие во овој момент жал немаат ништо. Нема ништо. И сега ги боли тоа што Максим Димитриевски го зема ова асомсково јадро. Он вика јас сум тоа. Он вика јас тоа ќе Сам отерам. не знам дали има право на такво нешто, меѓутоа Види. неговиот став е прилично јас. Да. Абе дали има право се? Он се повикува како што нели дали ВМРО ДПМН има право да се повикува на старото ВМРО. Они се повикуваат на таа традиција, Меѓутоа, така? во овој момент не сакам сега, губиме време на сада само. Меѓутоа во овој момент освен онаа смешна
они смешен поздрав што се го даваат едни на други, другари и другарки што се вика. Да. Замисли овие црвена буржуазија, богаташи од водно кои што седни на други си викаат другари и другарки, Да. па се поздравуваат со тупаница на чело и слични глупости. Освен тоа, тие немаат ништо друго поврзано со Знаеш како го викаат партизани, со партизанско движење, со во овој печатово демократски земји како имаат назив за тоа, вика кавиар левица или шампањ левица, знаеш. Немаат ништо. Дури, а овдека е уште пострашно. Овдека е некаков атавизам од таа црвена буржуазија заедно со тоа што самите тие го нарекуваат целско крило, кое што направило пари и влетало во приказната. Да. Која што не е способна дури ни црвена буржуазија да биде во на автентична смисла. Овие се, како да кажам, луѓе што налетале. Да, не. Се нашле на местото и ја играат играта. Провинцијска малограѓанштина. Е, така не. Точно отприлика. И сега не треба се навредат, треба да се размислува, треба да се размислува. Ние како општество имаме недостаток на луѓе кои што можат да настапуваат од лична позиција, со личен авторитет, со сопствено мислење, кое што може да го инкорпорираат во една заедничка идеологија на партијата или на организацијата што ја представуваат. Кај нас ова е гола дружина, интересна група во која што луѓето чекаат заедно да шчопаат што може да шчопаат со сленговски јазик кажа. И тоа е голем проблем. Јас се надевам дека следната власт, а што очигледно ќе биде на ВМРО ДПМН, ќе успее да избега од тој наратив. Согласувам. Драгче, ајде направиме една мала пауза. Ајде ако мора. Да. Значи, гостин ни е Драган Милослављевиќ Драгче. Во Еспресо Златеви Боцевски, кој што утринава, како што реков, има работен назив Разбуди се ако можеш. Се враќаме во студиото на Радио Лидер. Наш гостин е Драган Милослављевиќ. Драган, се разбуди? Како што гледаш? Да. Не. Ти си секогаш вака благодарен, вака тебе треба да ти имаме почесто во делот на анализа, затоа што редовно си недокажан во Заспи ако можеш. Овакво, иако сите забележуваат, вика, водителите, вика, не ви остават место за разговор. Не бе, тоа е идејата, нели, во Заспи ако можеш. Да, се трудиме да биде тоа колку што може проактивно. Проактивно страна. Така од почеток. Знаеш, се согласиме дека така ќе биде, дека ќе има поради тоа замерки од лево или од десно, меѓутоа решивме дека така треба да биде, дека таа емисија не треба да биде само класична емисија во која што новинарот, водителот ќе поставува прашање толку дека ќе учествува. Зошто? Дали е тоа исправно или не, ние сметаме дека исправно. Не баравме некоја позадина од затора. Да, имаме и ние свој став и го кажуваме. Во вести свој став да го кажеш е многу тешко, знаеш. Да. Тоа е на начинот така функционира. Во повеќето политички емисии човекот кој што е од оваа страна на микрофонот поставува прашање и тоа е тоа. Ние решивме дека сакаме да учествуваме. Ајде одиме со една друга интересна работа, значи на црната листа на САД осамна неколку луѓе, да. Значи ова околу Самсоненко не изненадува, добро. Покрај тоа зашто Камчев веќе беше на листата, се проширува делот околу него. Мајка мисли, да. Да, и две фирми врзани со неговиот конзорциум, меѓутоа имаме нешто ново. Тоа новото е дека извесен, неизвесен, него тоа е тој Миодраг Дакадавиќ, кој што е контроверзен во Црна Гора, исто како оној Брана Мичуновиќ што го пееа по гусли и така натаму. Значи станува збор за ликови врзани со чисто пипци од кон организираниот криминал. И човек што ќе гради во Тетово. Човек што ќе гради во Тетово, да кажеме уште ова се луѓе кои што во моментот кога беше тепањето во Југославија, кога постоеше на српска крајина, Република Српска и така натаму, дека таму се шверца нафта, цигари и други продукти, исто така предпоставам дека фактот што веќе не е дел од власта Мило Ѓукановиќ подотвара некоја врата за расчистување со, да речеме, едно темно минато на Црна Гора,
кога Црна Гора важеше за еден шверцерски рај, нели, и така натаму, дека с пензии се плаќа благодарение на некои мрачни, сиви, контроверзни активности, и сега тој Давидовиќ, кој што во Тетово требаше да добие имот, што ми се чини таа афера лансираше подпредседателот на Александар Николовски, Николовски, дури кај вас во цела емисија се Да, тераше за да. таа работа. Сега вели вака. Дека Давидовиќ е насочен во скандал кој што доведе до апсење на генералниот секретар на македонската влада Драги Рашковски, врвен соработник на поранешниот премиер на Македонија Зоран Заев. Рашковски наводно добил подкуп од Давидовиќ со цел да овозможи средба помеѓу премиерот Заев, на која што средба требало да се излезе во пресрет на бизнис интересите на Давидовиќ. И еве ги Зоран Заев и Драги Рашковски на еден интересен дел на вебсајтот на Американското министерство за финансии. Што е ова, Дркче? Па, околу ликот и делот од Драги Рашковски, мислам дека е одлично да се зборува. Освен информацијата дека излезе од домашен притвор, дека најверојатно ќе се излече од А се излече, веројатно. да, од обвинувањата за кои што беше сега гонат. И тоа покажува каква е правата во Македонија објективно. Меѓутоа, околу него од порано веќе се знаеше што се однесува до Зоран Заев. Американците никого, мислам дека не го ставаат некаде без во тоа да има некаква јасна порака. Сега, ако се земем предвид дека поранешниот премиер долго време беше замислуван по човек кој што е екстензија на Надворешна политика. Да, човек кој што е под заштита, човек кој што е под... Да. Дури тука збореа не сме влакно од глава да му падне една друга амбасада, човек кој што така е лето. наивниот човек. Мислам дека ова се конечните пораки, дека сето тоа е завршена приказна. И дека веќе се може да биде. Се може да биде, не дека возмисля дека некој нешто ќе го става него. Мислам дека нема додатно така нешто. Меѓутоа тоа е порака дека тој и неговата приказна го одработиле своето и сега... Како беше она Сик Транзит, Глорија Мунди. Менливе светската слава, така? Очигледно немаше кој да му шепоти во увце, како што шепотеле на овие... Шупоти. Да му шупоти, добро. Нели? Мислам дека тоа е една од пораките. Сега, нормално, може да има уште 5 позадина. Меѓутоа тоа што сега мене на памет ми паѓа е дека Па знаеш што мислам, дека една голема... нема веќе за нив леп во политиката. нема и тоа е добро. Значи, извиси за Нобеловата награда? Да, добро. Знаеш како сега? Зоран Заев. Јас мислам дека човекот доби повеќе од колку што можеше како личност да голтне и да издржи. Како градоначалник на Струмица можеби беше окей. Сега знам глобал ке речеш и сето тоа. Да, јасно. Меѓутоа генерално таму во Струмица мислам дека он ги исполнуваше тие Комунални, да. Тие форми што се неопходни за градоначалник. Чистота, едно друго, регулира Неговата сообраќај. функција, макар и во Македонија, мислам дека многу му дојде. Ова најдобро намерно го мислам. Не ја издржа приказната. И страшно е дека изгледа дека се нафатил за да направи она што направи, што сите ќе не изфрустрира. Ке се согласиш со мене дека Нема човек што Да. не е изфрустриран, дури Да. загорените ДДС-новци, мислам дека се изфрустрирани од ова што не се случува последните Значи, 6-7 години. прво никош не доведено. Го доведува. Тука да нема дилеми. Второ, пак Па јас не реков дека ја доби власт. да, пак му дадоа шанса. Пак му дадоа шанса. Еве народов, ајде да видиме што ќе направиш. Значи првото нешто што го сотреса да само беше она фамозна пресконференција која излезе блетка окрпа да каже дека името ќе биде Северна. Да. Од каде бе тоа, мислам. И сите околу него беа како попарени, а затоа бил доведен на власт, да се разбереме. Меѓутоа, како да речем, ударот конечен беше она фамозно интервју за БГНС. Тоа интервју ќе го кошта СДСМ партија. Мислам дека, знаеш, секое друштво кога се спаја, така, има нешто
интересно што го спојува, меѓутоа понекогаш има и нешто има темно кое што не сакаш да го допреш, зашто кога допреш тоа темното, друштвото се распаѓа. Но затоа велам, Ово е допре, не да го допре, го сотре. она нит што требаше да ги држи сите Така, заедно, да Зоран прекине. Заев беше преголем залог за Така. него беше како бидејќи не е интелектуалец објективно. Не е реално. Значи мора да кажем дека Не е ме воодушевуваат дипломатските способности на Драган Милосавлевич. не Кој што значи, беше он ја Заев има она не е да, интелектуалец. види, Да. он ја имаше таа итрина. Да, да, Таква. на кибритлија. За така. Така, да. Ги избегнувам зборовите за да не ме сватат луѓето погрешно, но баш така. Има интелигенција на кибритлија, има трговска логика. Да. Меѓутоа, едно е кога ти продаваш мамас папас како се вика ајвари, а друго е кога ти ги ставаш во залог all in, како што велеше државата и незините. Да, и едно е кафеански муабет кај што се е дозволено, друго е водење држава. Јас денес да. мислам дека Ципрас, кој што според мене исто така е доведен, за да направи тоа што го Но види направи харизма понатаму, голема, онја крена партија. беше неспоредливо поквалитетен Да, играч и едноставно го извозен Зоран Заев како мало дете, иако ден денеска се бажен пријатели, нели, си одат еднаш годишно, па се бацуваат си ручеци, прават ова она, меѓутоа Ципрас го извози како мало дете нашиот. И Грција доби се што звараше, ние изгубивме многу, не добивме ништо. Ништо. И знаеш како сега, СДСМ ќе замине од власт, поради сите грешки и на Заев. и А, на Ковачевски. може ке замени историската сцена. Може би. Меѓутоа, дали ти е тоа сатисфакција? Како човек? Може сега човек. Што е сатисфакција? Види на што личи државата, види И што тоа. направи, знаеш. Значи, некој Од ќе друга рече, страна, еки Исфан, и да, што? од друга страна ова дивење на Дуи може И прави што сака. може да се доведе во врска со СДСМ. Само. Значи слабо, значи СДСМ ова го возможи. Понекогаш, се знаеш, обидува тоа понекогаш да го- критиката, знаеш, не насочуваат кон Дуи. Дуи стана ова чудовиште заради слабоста на СДСМ. Разберем. Знаеш како? Некои обвинуваат да обвинат дека во времето на ВМРО претходно, Да. тој ги добила овие страшни форми на бескруполозна моќ. Меѓутоа не се согласувам. Во тоа време тие даваа се од себе да зграбцат што можат, меѓутоа прилично добро беа балансирани од страна на тогашната властна. Знаеа до каде можат да одат, од прилика. Да. Не се согласувам дека и тоа исправно да се разбереме. Меѓутоа сепак Добро, ма има мандат постоја сега. бандери, постоја граници Да, да. некакви. Да. Сега нема граници. Сега имаш чувство дека во оваа држава владее Дуи, само Дуи и никој друг освен Дуи. И не само тоа, и единствено што ми се допаѓа што никој не им го припаѓа, како се вика она на Дуи никој не им го прифаќа провокацииве националистички што сака да ги направи. Добро, меѓутоа Нервираат, не дека не нервираат. како ти звучи тоа кога еден Бојар Османи, кој што е интелигентен човек, разован човек, излегува таму една пресконференција и без никаков проблем ни објаснува дека тој музеј не е тој музеј, дека тоа внатре не е тоа внатре. Да, тези дупка не е дупка. Дека тези дупка не е тези дупка, дека таа карта на Голема Албанија не е таа карта на Голема Албанија и дека Али Ахмети не е тоа Али Ахмети. Значи, кога паметен човек мора да се резили и да кажува работи кои што не може да ги годне здраво мало дете. Нели? Не личи на ништо. Меѓутоа го прават тоа, знаеш зошто? Затоа што толку самоуверени и ова го сваќаат како само проформа работа, ни воопшто не им е гајле. Значи, они ќе дадат нешто, некоја радикална изјава, ќе направат некој радикален чекор и после тоа, бидејќи се преминати сите можни линии, формално правно ќе го оправдаат со нешто, ќе кажат. Не е така. И сега како да ти кажам, Боце, да влезам јас тука, да ги нападнам овие момцеве твои со шамари и после течам, не е така. Не људи. Да. Јас уствари поминав, тука ветерот ги значи не бива. иде, не бива, меѓутоа кога имате ситуација во која што премиерот вика па да, тоа е нормален наратив пред избори, националистички наратив ќе се расте пред избори, па што? Појне премиер, убаво што се забавувате во Белград со Вучич, ама не може вака. Ама не, кога ќе завршиш руката со Вучич, викни го Али Ахмети и кажи му ало.
И сега ќе дојде Прибери повторно се до она носе, дека да. он не смее да го направи тоа, Да. затоа што ќе остане без влада и во овие неколку А мене и да месеци. остане, што е тоа бе, што е, види се. На крајот на криштата. Во политиката Има живот и после така е. тоа. Така. Не треба да оставиш некое наследство, некое паметење за тебе во политика. Повеќето од нив и не се сиромашни луѓе. Треба Не се- деца што да се останат. горди после да кажат тој. Знаеш како ти си бил во баш внатре Да. и знаеш како Наивно. ти е работи, јас искрено да ти кажам, мене ми е дури страф да помислам што точно се крие во тие умови. Што се наоѓаат на позиција каде што има Ова ми се голема допаѓа. моќ, Ова ми се- знаеш, каде што има акумулирана голема моќ, а не нужно стои заедно со таа голема акумулирана моќ, И акумулирана голема сама контрола. контрола и вистинско знаење и знаеш како се треба да дојде во свое време. Кај нас многу често луѓето добиваат на подарок нешто што не го заслужуваат, тука мислам во Точно, политиката, точно. и јас не сум сигурен што е точно во нивните глави. Точно и многу Дали се често тие избезумени, и дали многу се тие... често извршители стануваат политичари. Извршители во смисла луѓе кои што се тука да завршат некоја работа, леле колку И одеднаш Нема врска. се буди и министер за не знам што. Вице-премиер. Идејата што треба да прави вице-премиер, што треба да прави и како се вика министер, што треба да прави. Треба амбиент да создава. Кај што професионалците ќе си работата. Тоа е тоа. Не може да создава амбиент кога професионалците се сврлени од игра. И тоа е. Кога направено е се за секој професионалец да се сврли од игра. Еве тука завчера беше Тони Менкиновски, зборувавме како еден судија кој што сите го фалат. Одличен лик е тони. Еден судија кој што еве пробај направи анкета по големиве адвокати. Сите ќе ги послушате еден лик од Скопска апелација Зоран Димитриевски, фантастичен. Замисли него избра за врховен суди. Тони вика тука, ја вика проучувам негови пресуди, вика заедно со мојот тимот, ко учебник, да видиме како логицира еден судија едно Вчера друго. зборував со Саша Димовски на оваа тема. Саша Димовски колегата е по Да. мене еден од најдобрите, најдобриот Точно, навлезен во таа. новинар што се однесува до правосудството. Стварно, навистина знае работи што памти, има некоја меморија човекот несватлива. И ќе ти каже дека на 6 јуни 2003 имало судење на кое што не знам кој судија рекол тоа и тоа. Вау. Да. Вау, царе браво. И токму меѓу другото зборувавме и за тоа, дека тоа таму се. Судскиот совет користи методологија веќе 2,5 години платена со холандски пари, ако не се лажам, методологија за која што заклучили дека не е добра. Меѓутоа ја спроведуваат и понатаму. Заклучили дека не е добра, ама бидејќи зеле пари очигледно, Зошто така? никој не може да објасни. Зошто? Еве зошто? Ако методологијата не е добра, зошто ја употребуваат? Нема и тоа, знаеш, кога ќе приминеш некој решение кој што некаде Па внатре постапта, какво објаснување даваше Димовски? Нека ја гледате, порака до гледачите, нека ја гледате репризата на емисијата со Саша Димовски во 15 часот на Алфа или на YouTube каналот, може слободно. Начинот на кој што луѓе биле казнувани да не бидат избрани. Затоа што на некому не му се допаѓале. Значи, ова човек го кажува отворено, ако тој лажа, лажам и јас сега. Значи, буквално не ми се допаѓаш. Не твоите карактеристики, не твоите успеси, не твоите квалитети. Не ми се допаѓаш. И заради тоа нема да влезеш. А тоа ли е оваа држава? Што има мене да ми се допаѓа Поцески или не? Има ли човекот успех на работното место поради кој што треба да дојде тоа што треба да го дојде? биографија. Не ми се допаѓа што Поцески има проблем со косата, не знам. Што Да. разговараме ние? Значи, во правосудство. Да земе човек и да се, како да кажа, да се смееме. Едно Се дрво смееме да од земеш мака, uvijek, да. да. И се така, и се така, и се така. На што личи тоа држава во која што председател на Врховен суд отворено кажува дека е под политички притисок да направи нешто што не сака да го направи, ама не оди во јавно обвинителство да се пожали, не оди во полиција да се пожали, туку оди разговара со американската амбасадорка. Не, бе, лудо е. Тоа е Не, поентата бе, на тоа, лудо. зошто? Зашо не оди во јавност, бе, мајко му, еве, прво да тргнеме таму во Знаеш, јавност. пушташ една порака под тежок притисок. Кеј, одли катастрофа, не одлично катастрофа. Да, така. Ајде сега да излеземе и да видиме зошто, како, кој се бре овие луѓе? Кој точно со име и презиме тебе те малтретира и зошто? Точно.
Што разговараме? Точно. Точно. И после 1% е па 1%. 1% им е многу. Со модел на парници и за како се вика, и за политички, нели? Случаи, условно кажано, политички фигури, не политички случаи, меѓутоа и приватни парници на луѓе, да сум следел малку. Мене тој дел нема кој знае колку. Па, јас мислам дека ги слушам адвокатите дека работат ревностно, знаеш, дека има приказ знаеш дури и подсетува на американските филмови. Мене ми дојде тоа дури вау. Да. Па се расправаат, па objection sustain, знаеш, тоа е супер. Меѓутоа, потоа ако ќе излезе резултатите од таа приказ, гледаш дека нема врска, дека тоа е се празен муаве, дека работите се договорени под маса одамна и дека тоа е само така. Фарса. И во таа фарса живееме ние, живееме фарса од општество, фарса од држава, фарса од живот. Ај за крај само една работа сакам со тебе да Дај нешто искоментирам. позитивно да кажем. Ај нешто позитивно. Не, пак е негативна, ама има една позитивна црта. Драгче, вчера беше во Македонија еден интересен лик, Петер Сјарто. Министерот за надворешни работи. Да, министрот за надворешни. Интересен лик, мора да признаеш, така? Автентичен е, така? Автентичен, да. Дури знаеш кога идам на овие конференции кај што учествуваат министри, мора да кажам дека од регионов, тој Дачич ми се најинтересни. Знаеш зашо? Има некоја автентичност, има нешто свое има, знаеш, онака. Приказна за себе. Пази, со целиот негов фолклор, политичката порака е испратена. Исто е кај Сјарто. Се работи за човек што од времето на Милошевиќ се мува. Па преживеа сите, да. Он е единствениот што го преживеа падот. Да, се лажеме тоа, може малку луѓе можат. Да. Што се однесува до Сјарто, тоа е веќе нешто друго. Он ги има сите оние европски манири, таа нивна официјалност, меѓутоа не заборава да го каже тоа што треба да го каже. И вчера мислам дека онаа порака дека е одвратно тоа што се случува на Македонија, односно што ја го прави Бугарија, беше за поздравување. Тоа што треба да го каже. Шо вели Икаст? Страшно е што Бугарија го блокираше писмото што требаше да се испрати до Македонија пред неколку недели. Македонија е кандидат веќе 18 години и да не може да започне преговори е ужасно и покажува непочитување кон земјата и контрадикторно е со интересите на ЕУ. Тие што го кочат пристапувањето треба да знаат дека го подкопуваат и кредибилитетот на Унијата. Кога ќе го преземеме председателството, ќе ги превртиме сите камења, за да се осигураме дека членството на Македонија и Западен Балкан ќе се случи што поскоро. Вистински разговори треба да започнат веднаш и да се заокружат со цел Македонија да стане членка. Сега до него седи подобра порака, здраве. Оваа порака би требало логично да ја каже неговиот соговорник. Бујар Османи. Така е, да. Бујар се занимавал со Груевски. Тоа екстремно многу ме испровоцира и на многу медиуми излезе не пораката на Сјарто, која што е јасна и концизна и прецизна во наша корист, туку прашањето беше зошто Груевски воопшто не е важен. Па нели? Казната Луѓе Чојков не дошол овде заради тоа. Доаѓа да ти даде подршка. А се сеќаваш ли она кога во Блед на форумот кога беа сите и сега сите нешто мудруваат едно друго, па 2030, па не. Сјарто кога каже како бе 2030, ај утре да ги примиме. Знаеш ли зашто го зборува човекот тоа? Затоа што границата на Унгарија од Хоргош ќе отиде во Јадрано намо. Така? Види кој поголем простор ќе има Унгарија. Види и свесен е за тоа дека кога е помоќен Брисел во една земја и негови критики, кога земјава е надвор или кандидат и кој е внатре. А Бугарија ти текна Олаф кога распали со оние случаите, насловни страници на Financial Times и така натаму, почна промени. Друго, гледаме се. Пази, едно мини економско чудо се случува во Романија, кое што не иде во медиумите. Бугарија исто така од кога е влезена во ЕУ, економски без разлика на политичкиот хаос. Па подобре. Драматично подобро од што беше, така. Така што Сјарто не е во негов интерес ова. И вика луѓе бе во интерес наше да ги примиме. Но види го ти наративот кај нас. Тој е представник на една држава која што е отпадник во Европската Унија. Тој е представник на диктаторот Орбан, тралала. Добре, само да кажем, може да кажем идиоти. Ќе кажем, зошто ќе кажем идиоти?
се тие што тоа го зборуваат. Унгарија е конзистентно еден од најголемите поддржувачи на за членство на Македонија во ЕУ. Конзистентно. Таму е и Словенија, таму е и Хрватска, таму е и Австрија. Не зборувам онака поддржувачи вербално. Да, Туку реални, да. реално се борат, така. Втора работа. Абе, не е играчка од земја Унгарија. Унгарија. Да, меѓутоа не одговара на наративот на И што актуелната ако? власт и заради тоа се Не нема, види. пријателот на Ама не Путин, другарот Абе на- глупости за тоа. Што се Орбан демек во Европа нема тежина. и тоа. Гледаш на секој 2-3 дена туку излегуваат од ова од Елисејска палата се чуле Орбан и Макрон. Макрон се се обидуваат да им прикажат на граѓаните слика која што мислат дека никој не ја разбира. Дека Унгарија во Европската унија е како некаков ренегейт отфрнен. Не е така. Да, не е така. И не само тоа. Натре по Туку, секоја и смисла. сега да бидеме искрени. Ако мериме однос кон Европа на граѓаните на Унгарија, една од најевроентузијастички земји не е Британија која што излезе од ЕУ. Не е Холандија која што блокира едно друго, Данска и така натаму. Ова е земја која што гледа е про ЕУ. Без разлика да го ставиме расправите на Орбан со Но сосема друга Брисел, природа со се. делови од Брисел, делови од Тоа е Вашингтон, судир меѓу либералниве, како се либерални и национал-конзервативци. Е така. Така. Значи тој е сосема идеолошка некоја расправа, нема врска со ова. И може би за мој вкус малце премногу мафта унгарски земја Орбан. И тие шаловите со голема Унгарија не ги разбирам. Ја зборувам искрено. Веројатно, тоа е политичка порака не е за моја напред, работа, да. не е моја работа, нивна работа е таму. Моја работа Добро, да, факт е дека се мафта таму премногу сега. не, Меѓутоа не е наш. така. Па нашата сила како држава е таква, Да. што ние не може да влијаеме. И не само тоа, не, види, знаеш ли што е моја работа, Драгче? Зошто најбрзо растечката банка во Бугарија, најголемата банка во Албанија, банка што има во цел регион, ОТП банката од Будимпешта, ја нема во Македонија. Тоа е зошто не се тука. Што прашај? Значи кога Унгарија, пази, во Албанија имаат најголема банка. Одлично прашај. Најбрзо растечка во Бугарија. Значи бизнис има, нешто се движи, нешто врви. Друго, автомобилска индустрија што е кај нас. Ланците за снабдување завршуваат во главните фабрики во Унгарија, во Словачка и така натаму. Значи дека овдека слабо нешто со инвестиции, бизнисов. Да. Нема инвестиции. Јас колку што знам, сите инвестиции во Македонија се сведуваат на реинвестиции во веќе отворените фабрики. Од некое друго време. Да. Реално. Апсолутно, согласам се. И Бехтелијанка. Молим те, не ги заборави Бехтелијанка. Бехтелијанка, јас... Да. Знаеш дека Бехтелијанка ги набрка и од Романија и од Унгарија? Се беше интересно со Зиков, со Лјупчо Зиков се дебатиравме на канал 5 пред Те гледавте. дена. Се обидуваше да докаже дека Бехтелијанка би требало догаѓајте. Меѓутоа се обидуваше да докаже дека црното е бело. И тоа не може да го разбере. Белото е црно. А во кој својство настапува Лјупчо Зиков? Во својство на финансиски директор на МЕПСО или во својство на Ставам како член на црно, Добро. кој експерт, немам појма. Ти си исто член на ЗНМ, само да те прашам. Да. Ова местото финансиски директор на МЕПСО вас ви припаѓа во следната влада. Вие ќе го номинирате човек, сега чисто вака. Не е зло. Не е вредно. Да. Па не. Да не влегло некаде Јас у статут мислам таму. дека Зиков и понатаму е собственик на капитал, така што таму потаосно. Или како уредник се води, не знам. Не стварно. Абе се види, има ренесансни ликови во Македонија, што може па пет работи од нешто. Ренесансни ликови, Па да. не, како Леонард. Не, ама знаеш обяснувањето дека Бехтелијанка ќе се заврши својата работа не е спорно. Меѓутоа тоа е заменена теза. Ама дали сега имаше земји кај што не ја завршија својата работа. Знаеш како? Видели кој црнило беше извештав него во тој дел. И на крајот на криштата, без разлика што со своето присуство даваше поддршка американската амбасадорка, некако нема некој голем ентузијазам во тоа. Начинот, Илија Димовски многу интересна теза изфрли, што мене ми се допадна, не знам дали е стврлива во економска смисла, но многу интересна.
Што вели? Вели, нели ќе беше попаметно со свој пари, што ги вложуваме за Бехтел и НК, милиарда и 300, а може би 2 милиарди, да ги направиме чеврени гариште ние, а потоа, за парите што ќе ги вадиме од тамо, да инвестираме Бехтел и НК да прави автопат. Зашо Наместо Бехтел и да ги НК Добро, не е битно бетон и Бехтел гранит НК, нека го прават, да. ајде. А потоа да направиме патишта. А не ние да фрлиме огромни пари во патишта кои што нема да донесат профит, тоа е сигурно веќе, нема бидејќи нема тамо доволен промет на возила, а чеврен им го даваме на грците кои што потоа ќе го приватизираат под своји услови, ќе ни ја земат водата и струјата ќе ни ја продаваат на нас по пазарни цени. Значи, еве едноставна идеја. Значи те доведе во колонијален статус во делот на енергетиката, а ваму појма немаш каде ќе се одлеваат парите. Еве едноставна идеја. Со тие пари, Да. од автопатите ние можеме да го направиме. И ова. слушај, мораме да кажеме ова за кафанава и тука да поздравиме една Ајде. работа што се случи. Не знам дали виде дека Бочварски седнал заедно со министрот за транспорт на Србија, Ниш Скопје, брзата пруга ќе се гради. Како не е? Ја више не знам, мора да ти кажам. Па ние немаме ни еден воз во овој. Не бе тоа друго, ќе ти кажам. Добро, има ли нешто што е сработено во Македонија во овие 7 години власт на СДСМ, а да не го сработил Александар Вучич? Значи вака, ова стварно го прашувам. Еднаш кај реков не дај Боже човекот да му текне да излезе на избори кај нас. И победи. Не, да, нема А државјас. против ова власт ти победил, знаеш како? Да. А Не, има ни- види, иако и тој не може, и тој да ја води листата на СДСМ, не може да победи. ако би застанал спротив нив, Да. нема воз во државата. Не бе, што понатаму, Нема воз. да, Нема точно. еден воз. Еве сега дури тој мостот таму, значи никој не е сега добро. Страшно. Али добро. Се на се, за да бидеме вака, бидејќи дојде Оптимистички мораме да завршиме, ајде. Некој рече има во Македонија 300 дена сонце годишно. Сонце имаме не сега. Има млад свет кој што се уште не е избеган. Многу има. И ако нови генерации, тоа сакав да кажам, на луѓе кои што се растени во ова сивило овдека, меѓутоа дали заради младоста, дали заради домашно воспитување, дали заради инает, својот капацитет и својата интелектуална можеби сила ќе ги вложат во оваа држава и ќе направат нешто подобро. Ако не ги избркаме и нив. Само треба да им се отвори перспективата тука. Патот. И на таа нота мислам со таа забелешка да завршиме оваа емисија. Најубаво. Драган Милсавлевиќ денеска беше гостин Благодарам за поканата. на Еспресо Златев и Боцевски, секојаш добре дојден гостин. Мислам дека треба почесто да го викаме затоа што е недокажан во Заспи ако можеш. Почесто да имаме разбуди се ако можеш тука. Со оваа нота е да отвориме перспективата на луѓето кои што сакаат да променат Македонија на подобро. Ја завршуваме оваа емисија и оваа недела. Од следната недела ни се враќа нашата звезда Љупчо Златев од Лондон.